Американскиот председател Доналд Трамп изјави дека неговата нова стратегија за Авганистан нема да биде базирана врз произволни временски рамки, туку врз условите на терен. Председателот Трамп, според оценките на светските новински агенции, со неговото обраќање до нацијата од воената база Форт Маер во близина на Вашингтон, всушност ја отвори вратата за зголемување на американските трупи во Авганистан, како дел од обновената стратегија за регионот. Со тоа, како што се додава, тој ги заборави неговите сомнежи во врска со најдолгата американска војна и вети борба до победа. Трамп додаде дека Соединетите држави биле во Авганистан не за градење на земјата, туку за убивање терористи. Затоа, како што оцени, брзото излегување од таму би имало неприфатливи последици. A core pillar of our new strategy is a shift from a time-based approach to one based on conditions. При тоа тој додаде дека неговиот нов пристап е насочен кон спречување Авганистан да стане безбеден рај за исламистичките милитанти кои се наклонети кон напади врз Соединетите држави. Републиканскиот председател, кој постојано ги критикуваше стратегиите за Авганистан на неговите претходници, сега ги наследува истите предизвици, вклучувајќи ги и талибанците кои повторно ја враќаат силата и слабата влада во Кабул. America's enemies must never know our plans or believe they can wait us out. I will not say when we are going to attack, but attack we will. Во говорот Трамп не прецизираше за колкав број дополнителни американски војници станува збор, ниту пак даде временска рамка за ставање крај на присуството на Соединетите држави во Авганистан. Тој исто така изврши притисок врз сојузниците, Пакистан, Индија и НАТО, да ја засилат својата посветеност. Во меѓувреме, неименувани официјални представници во Вашингтон изјавија дека тој веќе ги потпишал плановите на секретарот за одбрана Џејмс Матис за испраќање дополнителни околу 4000 војници во Авганистан. Таму сега има 8400 американски војници.